Изминатиот викенд во Центарот за култура Илјо Антевски смок во Тетово. По трет пат беше одржана манифестацијата Фолклорни игри под чара. Тетовци имаа можност да уживаат во фолклорните игри на народите кои што живеат под Чар планина. Свое учество на манифестацијата имаа културно-уметничкото друштво Бранко Чајка од Тетово и културно-уметничкото друштво Брвеница од Брвеница, кои ја представија народната игра на македонците и србите. Програмата беше збогатена и со вокално-инструментални изведби. Програмата, како што веќе и во најавата кажав, мораше да претрпи измени поради настанатата ситуација. Кажав дека досега учествували така и замислена целата манифестација, фолклорни игри, да настапуваат културно-уметнички друштва, меѓутоа поради целата ситуација моравме и програмата да ја прилагодиме и сега културно-уметнички друштва настапи оние кои можеа, другите кои не можеа на нивно место. Значи донесовме инструмент, вокална интерпретација, народна поезија и така со еден збор целта на манифестацијата е доловена, бидејќи треба да се прикаже фолклорот на народот кој живее во падините на Шар планина. И тука застапен беше фолклорот на македонскиот фолклор, албанскиот, ромскиот и фолклорот на бошњаците. За прв пат на сцената пред тетовската публика на манифестацијата со две кореографии се представија и членовите на културно-уметничкото друштво Диван Хана од Сарај, кое што го негува босанскиот фолклор. Ни представува голема чест што бевме повикани од Сдруженијето Бранко Чајка од Тетово. Прв пат настапуваме, ние сме културно-уметничко друштво Диван Хана од општина Сарај во Скопје. Го негуваме босанскиот фолклор, босанските игри од Санџак. Посебно ни е драго што настапивме и што ја пренесовме нашата култура преку народната игра и носија. Манифестацијата Фолклорни игри под чара е во организација на Сдруженијето на срби и македонци културно-уметничко друштво Бранко Чајка и представува проект од национален интерес во културата за 2021 година на Министерството за култура од областа на фолклорната дејност.